Деветото коло на втората македонска фудбалска лига донесе неколку интересни и неочекувани резултати. Неколку клубови ја продолжуваат резултатската криза, но има екипи кои се во одлична форма. Само 4 екипи основат без пораз од последните 5 надпревари. Брегалници, Шкендија и Рачино ја продолжуваат победничката серија и остануваат единствени екипи без пораз во второлигашкиот шампионат. Штипени со 0-2 го добија надпреварот против Големо Коњари, а пак Шкендија и Рачино му славеше со минимални 1-0 над Осого, па така двете екипи го делат врвот со по 23 бодови. Беласица навлегува во резултатска криза со 3 порази во низа. Ниту тренерската промена донесе позитивен исход, па така новиот тренер Панчо Стојанов дебютираше со пораз, откако Беласица загуби на домашен терен од победа со резултат од 1-2. Овој пораз е трет во низа за Беласица, од кој 2 во низа на домашен терен. Детони Плачковица бележи одлични резултати и се качува на табелата, а овој викенд Радовиша не го добија Вардар Неготино со 3-1 на свој терен, додека пак Охрид убедливи 6-1 ја декласираше Саса, која е буквално потона во Охридското езеро. Преспа преку Пресвар дојде до многу важна победа, откако на домашен терен со 3-1 го доби Тетекс, па така тимот од Ресен ја продолжува својата борба за опстанок, а победата добива на тежина бидејќи е против екипа која е конкурент на Преспа за опстанок. Слоговидници ја продолжува длабоката резултатска криза. Емил Грнев не е повеќе тренер, тој си земен од клубот уште пред почетокот на деветото кола. Сега тимот од Виница ќе треба да размислува кој би можел да биде негов наследник. Во меѓувреме Слоговидница запише уште еден пораз. Овој пат од Кожув на домашен терен со 0-2, па така резултатската криза се продлабочува. Слога е на дното и ќе има пеколна борба за опстанок. Екипата на Скопје стигна до минимална победа од 1-0 над Новац и така продолжуваат пиратите да напредуваат на табелата. Брегалници, Шкендија и Рачиново се на врвот од табелата со по 23 бодови. Охрид сега прогресираше до третото место со 18 бодови, а со по 17 бодови Скопје и Детони Плочковица го делат четвртото место. Со по 16 бодови на делба на шестото место се Кожув и Беласица, а пак по 13 бодови имаат Осогово и Новаци кои го делат осмото место. По 10 бодови имаат Каменица, Саси и Победа кои го делат десетото место, односно се во бараж зоната. Вардар Неготино се спушти во зоната за директно испаѓање како 12 со 9 бодови. Тетек сега на 13-тото место со 7 бодови, а пак Преспа на 14-тото место со 6 бодови. На дното остануваат Слоговиница како предпоследен, Големо Коњари како последен со по 3 бодови.